Откако председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери ги распиша локалните избори, до чие одржување на 15 октомври преостануваат 70 на дена, живна активностите на партиите во општинските ограници. Седиштата на партиските седишта се размрда, како и контактите помеѓу партиските активисти, бидејќи предстои значаен период на промовирање и самопромовирање на кандидатури за градоначалници и советници, околу кои ќе се водат сондажи, анкети и политички истражувања кои колку тежи на пазарот. Веројатно поради тоа во јавноста веќе кружат имења на партиски кадри кои имаат кредит и амбиции да влезат во изборната трка. Поискусните во политиката велат дека тоа се само пробни балони кои имаат за цел да ја афирмираат партиската демократичност, дека секој има право и може да биде кандидиран. Меѓутоа, големите играчи ќе настапат кога ќе завршат надгласувањата по местните организации и комитети и кога највисоките општински и централни партиски органи ќе го имаат последниот збор, кој ќе биде кандидат за градоначалник, а кој за советници. Инаку во партиски кругови веќе се вртат имиња кои предизвикуваат внимание, но и различни реакции во јавноста. Во општинската организација на СДСМ во Кочани, на пример, првично беа пријавени 7 кандидати, но некои од нив се откажале, па засега во игра се само 4. На доверба на членството се надеваат Гоце Серафимов, поранешен секретар на општинската организација, Ѓорѓи Алексов, актуелен советник и координатор, Ванчо Петрушевски, секретар на општинската организација и Тихомир Лазаров, активист на СДСМ. Големите бизниси и политички имиња од оваа партија кои се вртат во јавноста се уште се во доменот на шпекулации, бидејќи јавно никој не истакнал или не прифатил кандидатура. Во ВМРО ДПМН засега нема голем број на кандидатури за градоначалник, меѓутоа од поодамна своја кандидатура има поднесено председавачот на Советот на општината Јордан Димитров. Во меѓувреме дознаваме дека интерес пројавиле и неколку други истакнати членови на партијата, советници, директори на институции, функционери во општинскиот комитет. Меѓутоа во ВМРО ДПМН многу нешта ќе зависат од определбите на градоначалникот Радко Димитровски, кој има огромно влијание во партијата на локално и централно ниво, кој во изминатите 2 мандата постави нови стандарди за менаџирање на локалната власт и се наметна како лидер на источниот плански регион, кој им донесе значајни проекти за градот и општината во целост. Не помало внимание предизвикува и кандидирањето на членови на Советот на општината, особено по одредени пропусти направени во минатото од двата политички блока, кои во своите советнички групи има и по неколку неми советници.